Ова се регионалните вести. Ги започнуваме со вест од Црната хроника. Пешаците гинат дури стоечи и на тротоари. Ваква трагедија во Скопје ја потресе цела Македонија. 50-годишната Сузана Тодоровска-Павловска, новинарка од Скопје, вчера животот го загуби стојчи на тротоар пред пешачки премин откако во неа удрил излетан автомобил. Во несреќата возилото излегло надвор од коловозот, удрило во метална ограда, во скали и во излог од еден од локалите на улицата. Претходно на почетокот на минатиот месец поради истата причина пребрзо возење на автопатот Скопје-Тетово на близу километар до мостот на реката Вардар беа повредени возач и 3 деца, откако возилото со гостиварски таблици управувано од 60 годишен гостиварец излетало од коловоз и се превртело. На 13 јуни пак поради пребрзо возење излетаа 2 возила на различни локации низ селата во Тетовско. При тоа беа повредени 6 миналица, меѓу кои 2 деца. Месец јуни беше заокружен со уште 3 нови сообраќајни незгоди, при што едно лице беше потешко повредено, 3 завршиле со полесни повреди, а беа оштетени и 5 паркирани возила повторно поради пребрзо возење и загубена контрола над возилото. Овие сообраќајни случувања низ патиштата говорат за ниската свесност на возачите, за непочитување на правилата и прописите, но и на учесниците во сообраќајот, како пешаците, така и луѓето зад воланот. Од тука се чини и дека како залудни да се постојаните апели на службените лица за прилагодување на брзината на возење и максималната сконцентрираност на возачите, како и почитување на предвидените ограничувања на брзината и другите правила и прописи. Возачите остануваат рамнодушни и на високите казни за овие прекршоци, кои се движат од 20 до 500 евра. Остануваат подсетувањата на надлежните дека најригорозно ќе се санкционираат уличните самоволија на поединци со шкрипење на гумите при стартување на возилата, организирање мототрки и слично, со напомена дека глобата за овој вид прекршоц се изнесува 45 евра во динарска противредност, додека за причинување бучава со возило глобата е 20 евра. 8-членото семејство Симјановски од Јегуновце, кое едва и преживува, од Тетовско-гостиварската епархија доби машина за перење. Помошта за нив ќе продолжи понатаму, изјави митрополитот Јосиф, кој беше во посета на ова загрозено семејство. Живот без струја во стар објект препон со влага, без доволно храна и облека. Во вакви услови живее семејството Симјановски од Јегуновце, во кое има 6 деца на возраст од 5 до 24 години. Поради влагата сите имаат бронхитис. Многу тешко, значи децата сите ми се со бронхитис. Многу и проблеми заради тој бронхитис имали у школа. И некад смо и гладуели, право да ви кажем. Смо трпели за леп, се унутра многу влага има и не знаемо што ќе правиме. Мебелот е пред распаѓање од влагата. 8-членото семејство Симјановски се издржува само од платата на сопругот од Барица. Тој работи во Јуохром, но повеќе од половина од неговата плата оди за рати за кредит, земен за реконструкција на покривот, вратите и прозорците од неговиот дом, кои целосно биле уништени. Единствена парична помош е посебниот додаток наменет за едно од девојчињата, кое боледува од церебрална парализа. Во многу тешки услови, значи, живееме. Со 8.000 фактички месечно, 4 од девојчето од посебни потреби и 4 од мажот ми што останува од плата. Сваки обечава, ама никој ништо не ни врши работа. А 25 години сум со 6 деца со незе. Што да правим? Друго немам. Ако може нешто да ни се помогне од државата барем. Барица, кој има здравствени проблеми со бубреците и ребетниот мозок, по потекло од Хрватска, но и по поминати 25 години во брак со Раде, се уште нема македонско државјанство. Поради тоа не е здравствено осигурана, а за приватно лекување нема пари. Затоа што е странски државјанин, нема право да зема помош за трето дете и туѓа нега за болното девојче. Процедурата за да се извади државјанството, вели, е многу сложена, а чини и пари кои семејството не може да ги обезбеди. Па сега ми вика дека треба прво хрватски пасош да извадим, па после да извадим лична карта за странец, па значи со тоа да аплицирам опет, ама тоа опет многу ќе кошта. Единствена помош за семејството пристигнува од Тетовско-гостиварската епархија, која во неколку наврати им донирало храна и облека. Вчера епархијата им додели машина за перење. Тетовско-гостиварската епархија, како и претходно, продолжува со своето мисионерско дело, откако добивме информација од домаќинот на нашата црква дека 8-члено семејство
живее во тешка ситуација, во тешки услови, решивме да помогнеме и овдека, согласно нашите можности како епархија. Семејството на господин Раде е 8 члено семејство од Јегуновце. Навистина бевме трогнати во кои услови живеат. Се надевам дека после ова изјава ќе се одзват и други луѓе и други личности да помогнат на ова семејство, но ние како црква, како епархија може да ветиме дека понатаму нашата соработка ќе продолжи на истото ниво како што и сега. Господ да ги благослови и да им даде сили да ги издржат сите искушенија. Семејството искаже голема благодарност за додадената помош. Досте само што дојде дома, да ми го просветли домот, да ми има кучата среќа и напредок. Многу благодарам до сите. Предходно беа ми помогнаа со облека за дечица, со други некои работи, доста ми донесува, ми обезбедија бајаджи. Семејството машината за перење ќе може да ја користи, откако во домот кој е препон со влага, ќе се создадат соодветни услови да се пушти струјата. До тогаш бари салишта ќе пере на раце како во 19. век во Казан. Болест и сиромаштија. Со овие проблеми се соочува семејството Јусуфи од Тетово. До сите хумани луѓе тие упатуваат апел за помош. Животот понекогаш пишува тажни приказни. Една таква приказна раскажува 56 годишната Наза Јусуфи од Тетово. Освен немаштијата, животот на брачната двојка Јусуфи го отежнува и влошената здравствена состојба на Наза. Таа се соочува со заболување на бубрезите и јрбетот и неопходни се хирушки интервенции, а финансиите се проблем. Пари во семејството Јусуфи нема ниту за нормална живеачка. Живеат само со социјална помош од 1600 денари месечно. Поради неплатени сметки струјата им била исклучена, иако предходно еден долг за струјата им бил отпишан. Крпат ден за ден. Имаат пофални зборови за лекарите на кои поради заболувањата на Наза им се обратиле, но и за соседите и пријателите кои им помагаат колку можат. Кога здравјето дозволувало, Наза работела. Сега таа станува од креветот само со помош на мажот. Солзите на болната жена кажуваат повеќе од зборовите, апелира до сите хумани луѓе за помош. Кажете ни, тетка Наза, како живеете деновиве? Што ве мачи? Па ми ја живеем на катастрофа, живеем. Немам откаде. Немам откаде. Болеси, тоа ми е тешко и немам средства. Лекарите су ми рекли за операција, ама јас средство немам. И молам до граѓаните, мани луѓе, кој како може да ми помага со средство, иначе ја немам откаде. Ја имам само ова соба и купатило, ништо друго немам. Деца немам, само со мажот живеем. Какви проблеми со здравјето чувствувате? Што ви рекоа докторите? Докторите ми рекоја за операција, ми рекоја у кичма и еден бубрек да ме оперират. Ама јас средство немам. И за тоа заради средство сум остала вака. Зашто немам средство. Кога е закажана операцијата? Операцијата ќе ми закажат после 14. Идниот месец? Да, после 14. Зашто имам, еве, упатот кај ми е со термин, имам уште една, да направим уште една томографија. Една сум направила, еве, седејето туе, имам уште една да направим и после 14 вика ќе закажем. И молам до граѓаните, до хуманите луѓе, ако можат некако да ми помагат. Имам и жиросметка, сум ваѓал. Како живееш ти вака секој ден? Кој ти помага најмногу? Со колку средства живеете? Од каде обезбедувате финансии? Па мене финансии немам од каде. Само со 1600 денара живеем од социјална помош и некои хумани луѓе што ми дават. Иначе ја немам од никаде. Деца немам. Ја само со мажот што сум. Живеете деновиве и без струја? Да, деновиве, еве 3 месеци струја немам. Ми барат уште 500 евро, а ја 500 евро немам од каде да ги земам. Велите дека и предходно долг ви бил отплатен? Да, еве имам решение што ми дошло од Скопје, дека ми платили тоа долго што имам. Вода ми платили, долг за вода, за струја со ми платили и за телевизија со ми платили тие. Све, ама пат овие ми барат уште 500 евро, а ја немам 500 евро од кај да земам. Зашто мажот ми има скоро 60 години и тој е болен, не може да работи. И морам да го платам. Како живеете? Живеете
И така. Што да правим? Што им апелирате еве на граѓаните? Ја на граѓаните апелирам ако имат нешто да ми помагат. Кој како има. Деновиве се еве за вас и празнични, нели? Бајрам иде сега, ја ништо немам. Ништо немам. За сите хумани луѓе кои можат и сакаат да помогнат, бројот на жиросметката на Наза Јусуфи е 240 289 242 5532 Стопанска банка, Ада Скопје. Селото станува попривлечно место за живење од градот. Статистиката за минатата година бележи висок прилив на лица од другите региони во земјава во полошките села, со истовремени миграции на жителите на Полошко од едно во друго село. Градот веќе не е привлечно место за живење како што беше некогаш, според податоците за миграционите движења за минатата година на Државниот завод за статистика. Селата во Полошко биле крајно одредиште на преселбите на лица од другите региони во земјава, како и на самите жители на Полошко. Во прилог на ова оди и фактот што жителите на селата наместо во градовите повеќе заминувале да живеат надвор од земјава. Вкупно земено во 2014 година Тетово и Гостивар се во минус за 70 жители, додека полошките села се во минус за 16 жители. Лани вкупно 865 жители на Полошко го промениле местото на живење. Најголемиот број од преселувањата, 530, биле од едно село во друго, во 164 случаи од село во град, во 153 случаеви од град во село, а само 18 лица се преселиле од едниот во другиот град. Од полошките градови се одселиле 156 лица, а од селата 112 лица. Крајниот резултат од внатрешните миграции е во Тетово и Гостивар се доселиле 86 лица, а во полошките села 96. Надворешните миграции, според податоците на Државниот завод за статистика, бележат висок прилив на лица од другите земји, односно 116 во градовите, со истовремено одселување на граѓани од полошките села во другите земји, односно лани биле одселени 183 лица. За доселениците од другите земји, полошкиот регион како попривлечно место за живење е некаде на средината на листата. На листата најмногу има доселено во Скопскиот регион, Вардарскиот регион, Југоисточниот, Пелагонискиот, Југозападниот, па Полошкиот регион. Бројот на преселби на населението во Полошко последниве години бележи тренд на зголемување. За споредба со 2007 година, според податоците на Државниот завод за статистика, лани за 4 пати повеќе жители го менувале местото на живење. Престојниот викенд Галичник ќе биде домаќин на голем број туристи и посетители за 42-то издание на традиционалната манифестација Галичка свадба. За младенци годинава беа избрани Билјана Геговска и Филип Белчев. Викендов на 11 и 12 јули во Галичник се одржува традиционалната културно-туристичка манифестација Галичка свадба. Годинава според сите обичаи и традиции од мијачкиот крај ќе се венчаат Билјана Геговска и Филип Белчев. Тие претходно беа избрани од организаторите Советот на местната заедница за младенци на 42-то издание на Галичката свадба. Билјана по потекло е од Галичник, има 29 години и е правник по професија. Филип има 26 години и по професија е професор по македонски јазик. Почетокот на манифестацијата ќе го најават зурлите и тапаните во сабота на 11 јули во попладневните часови. Вечерта пред куќите на младоженецот и на невестата ќе бидат изведени десетина свадбарски обичаи. Настанот продолжува утредента на празникот Петровден, кога младенците ќе се венчаат во храмот Свети Петар и Павле. Галичката свадба прерасна во туристичка атракција, како и во претходните години, така и годинава се очекуваат голем број туристи и посетители кои ќе имаат можност да ги проследат автентичните свадбарски адети на Галичник. Оригинална и посебно интересна е носијата на невестата, која е составена од 50 делови, а е тешка 25 килограми. Со Галичката свадба се означува почетокот на Галичко културно лето. Во програмата предвидени се ликовна и книжевна колонија, како и прослава на верскиот празник Преображение. Превентивна дезинсекција против комарци ќе се врши на подрачјето на општина Јегуновце. Дезинсекцијата ќе ја спроведува Центарот за јавно здравје Тетово.
На подрачјето на општина Егуновце специјализирана екипа на Центарот за јавно здравје Тетово ќе спроведе превентивна дезинсекција како општа мерка за спречување на појава на заразни болести. Во периодот на 7 и 8 јули и на ден 8 и 9 јули во вечерните и раните утрински часови ќе спроведе второ третирање од земја со цел намалување на бројот на комарците. Дезинсекцијата ќе се врши 2 последователни дена со апарат за ултравиолетово запрашување поставено на возило со приколка со претходница од друго возило со ротационо светло. Со дезинсекцијата ќе бидат опфатени зелените површини, населените места и депониите во тоа подрачје. Надлежните служби му кажуваат на пчеларите и пчеларските задруги да ги преземат соодветните мерки за заштита на пчелите. Во случај на појава на неповолни временски прилики како дожд или ветер, дезинсекцијата се одложува за следниот поволен ден. Грчкиот премиер ги засили напорите во обидот да ги убеди сите заинтересирани страни да ја поддржат неговата влада за да добие што подобри услови при евентуалниот договор. Тој денеска се обрати и во Европскиот парламент каде беше пречекан со овации. Конечното решение за кризата во Грција уште еднаш е одложено, а владата во Атина има рок од неколку дена за да достави предлог кој ќе содржи доволно аргументи за меѓународните кредитори да ја обезбедат толку потребната финансиска помош прети формално да биде прогласен банкрот. По вчерашниот неуспешен вонреден самит во Брисел, лидерите на Европската Унија револтирано соопштија дека и последните грчки идеи биле несоодветни и му дадоа рок на грчкиот премиер Алексис Ципрас до петок изутрина во пишана форма да достави конечни и прифатливи предлози. Председателот на Европскиот совет Доналд Туск предупреди дека пропаста на преговорите би предизвикала банкрот и големи страдања за грчкиот народ. Во меѓувреме гувернерот на Централната банка на Франција изјави дека грчката економија е на прагот на катастрофа и рече дека доколку до недела нема договор, последиците ќе бидат страшни, а можни се бунтови и целосен хаос во земјата. Инаку денеска во обид за добивање на уште малку време, Грција поднесе формално барање за спасувачки заем од посебниот фонд за поддршка на еврозоната. Афганистанскиот председател Ашраф Гани потврди денеска дека испратил делегација во Пакистан да разговара со представници на талибанците, што е негова прва потврда за официјалните преговори со бунтовниците, кои се борат за уривање на владата во Кабул. Првиот чекор кон мировните преговори со цел да се стави крај на војната, која трае повеќе од 13 години, се случи неколку часа откако талибанците се осомничени за самоубиствени бомбашки напади врз конвој странски војници во Кабул. Според афганистански извори, во експлозијата загина едно, а раните се 3 лица. Територијата на Полска во изминатата ноќ беше зафатена од силна бура, што најтешко ги погоди западните делови на земјата. Моментално бурата се движи кон југоисток. Службите за вонредни ситуации соопштија дека едно лице загинало, откако дрво паднало врз неговиот автомобил, како и дека илјадници домаќинства се без електрична енергија. Десетици куќи останале без покрив, а од паднатите дрвја е блокирано движењето по главните патни и железнички линии. Поради лошото време во Катовице не успеа да слета чартер авион од Турција, пошто тој е пренасочен кон аеродромот во Братислава во Словачка. Денес имавме сончево и жешко време. Утринската температура се движеше од 12 до 22 степени, а дневната од 30 до 40 степени. Вредноста на УВ индексот денеска беше 9. И утре времето ќе биде многу топло. Попладне ќе настапи преодно на облачување со локален повремено пороен дожд и појава на грмежи. Утринската температура ќе се движи од 14 до 24, а дневната од 32 до 41 степен. Спуштање на температурите за 3 до 4 степени не очекува дури во петок. Ви благодариме на вниманието со кое не следевте. Пријатно.